Почитувани гледачи, ново издание на Агроспектар, вашата емисија која што редовно ве информира и едуцира за квалитетно земјоделско производство. Бербата на винското грозје веќе е на прагот, а веќе е започната бербата на високо квалитетните вински сорти. Она што со години се случува, го има и годинава, што значи ништо ново. Цената е непозната, а исто така визбите немаат склучено ниту договори со производителите на грозје и фактички не се знае кој каде ќе го продаде грозјето. Проблеми кои што се отсликуваат и пресликуваат секоја година ги имаме и оваа, затоа реков ништо ново. Ке работиме на теми кои што ќе го задржат вашето внимание. Заедно со нас е професор доктор Ристо Вучков. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Професоре, ќе почнеме со времето. Времето оваа година би рекле цела дека не е во прилог на земјоделското производство, со сите оние болести, штети што се појавија по земјоделските култури, чести варијации на температурата, врнежи, обилни врнежи, поројни, па врнежи од град во поедини мали микрореони, па и имаме и врнежи од снег на соседни држави. Како сето ова се одразува или во каква здравствена кондиција се растенијата, ако земеме во предвид дека времето не е наклонето за земјоделско производство? Ова увертира што дадовте точно ја збори вистината дека оваа година, бидејќи ги следам тие климатски услови и времето како фактор повеќе од 40 години, ова година со своите карактеристики не е ама баш никако наклонета према земјоделските производители. И тоа што рековте, веќе влегуваме во септември месец, за 20 дена, неделаат од календарскиот почеток на есента, каде што во Република Македонија знаеше есента да биде продолжено лето. А ние буквално немавме нити пролет како што треба, која се одликуваше со некои температури до 30 степени јануар, февруар. Ниту пак имавме јули, август константни. На секој 3-4 дена не имавме брзи промени на температурите и сето што го следи нестабилното време, како што рековте, и град, и врнежи од дожд, кое нешто обуслови да имаме еден голем проблем и поголема потрошувачка и на препарати, и на тие репроматеријали, за да се дојде до било кој производ, не само виновата лоза, и пиперката, доматите и така натаму. Ние сме, како што рековме, веќе влегуваме во септември, сме со ден кој е повеќе од 2 сата и 15 минути пократок и буквално сега тоа што го доживуваме, еве јас ова недела имав прилика на повеќе тие површини во повеќе реони во Република Македонија. Виновата лоза сега лисната маса која треба да изврши нормалната повлекување на асимилатите, да си дојде каротиноидот во еден права форма, нормална плутинизација да имамо, зрење на папките. Сето тоа е пореметено, бидејќи ние сега од врнежите од дожд, а после тоа со високата температура, имавме еден прав стрес кај растенијата и листната маса сега која доаѓа од Неготино према Кавадарци, току вие насадишта се по околина, гледаме целосно испрđено подпалени едноставно. И тука имаме развој и на пламеницата, пепелницата хара, иако веќе заштитата после Петров ден беше традиционално да веќе се прекрати со било какво прскање, трошкови и така натаму. Што е направено до Петров ден, тоа беше традиција, тоа е резултатот. А сега ние имаме такво пролонгирани состојби, каде што имаме сега штети големи кај одредени лозари. И сето тоа покасно ќе го елаборираме во овие 3 точки кои ги имам тука нагласено, таа ситно зрност на гроздовите. Неуедначени гроздови, неуедначена боја, едно зелено зрно што нема врска со зреење, а друго зрно презреено.
И тука таа поранување на пигментацијата. Па со еската што имаме сега ќе имаме еден наплив на големен процент на еска и ред други работи, после ќе ги елаборираме, да го заокружиме времето. Тоа што се случи сега ова недела, што во Словенија веќе го имавме првиот снег, тие ниски температури ќе ги ние почувствуваме тука и ќе имаме еден чин на стресна состојба при нормално зрење, стварање на шеќерни единици. И тука Лозарот во случајот сега во Кавадарци мора да интервенира. Јас имав кај неколку производители интервенции, каде што е задоволството на висина, лисната маса е енергична и гроздовите добија и во големина и во шеќерност. Тоа го веќе имам потполно постигнато кај поедини дисциплинирани луѓе кои вистина сакат да имаат квалитетно грозје. И тоа го имам. Кога збориме за времето, долгорочната прогноза мене ме малку изненадува, бидејќи сега ние ќе имаме некој краток период со неколку топли денови, но утринските температури веќе после неделата, за време на викендот и после викендот, ние ќе имаме видно снижување на температури можда 5-8 степени Целзиусови. И овие дождови што ќе дојдат сега, и температурите што одат така ниско, тука ќе се обуслови да имаме, имало X години да ние 5 и 10 септември веќе имаме прва слана, први такви ниски температури, љута роса, а гроздовите поради временските услови кои ги имавме, имаат пролонгирано трансформација на киселините во шеќер, оно зрење. И сега шеќерните единици тек треба сега да се консолидира времето, па до 20 септември, да кажеме, 20-25, ние тие сите сорти, квалитетни сорти, и асталските сорти, доколку се добро заштитени, да имаме добро пакување, но тоа е мислена именка, бидејќи нема таму кај што нема пепелница. Моментот, оваа година, пепелницата го искористи во тие ранни фази и ние имаме на вистина од квалитативен аспект многу малку квалитетно грозје. Бидејќи пепелницата беше присутна, диплодиелата беше присутна и тука имаме ние дисхармонијата по режимот на исхрана присутно, каде што ретко кај Лозар може да видиме кој направил анализа, кој направил се, да имаме уедначен гроз, уедначени зрна, со уедначена боја и уедначена шеќерност и трансформација. Тоа е се дисхармонија од тоа нестручно и ненавремено примена на тие средства. Со еден збор, годината која е веќе зад нас, за неколку месеци, не беше наклоната кон земјоделските производители, а до крајот на тие активности, максимални активности, бидејќи гроздоберот е токму сега у септември, кое нешто беше задоволство во Кавадарци да дојдеш. Меѓутоа тука пак ќе видим процедени со некои брзи промени на времето, ниски температури, кое нешто најмалку одговара за земјоделските производители. Да отсликаме и состојбата во аграрот, што е карактеристично од теренот или што треба да се алармира? Состојбата ова недела морам да ја декларирам таа работа, тоа што го и во лабораториски услови потврдив, и органолептички на повеќе површини кај што бев, и од производители кои носеа кај мене во Струмица гроздови, 2-3 грозда од неговата, од сортите што ги има, и ја видов она трагедија на годината која имаме. Квалитативниот аспект, не случајно винарските визби, видите, винарските визби сакат квалитет. И за тоа сега они ќе бират. Зошто? Затоа што при таква специфична година, при таква нестручна примена на ѓубрива, при нестручна примена на заштита, кај што пепелницата, како што рековме, и тие неколку болести, па и ботритис од сега како секундарен патоген, ќе покаже еден убав импулс на неквалитетно грозје. И сега винарските визби бират
не случайно, како што реков, сакаат квалитет, бидејќи од квалитетно грозје, со добри шекерни единици, не миксирано или правено некакви манипулации, сакаат да имаат квалитетно грозје. Сега некои од винарските визби традиционално сакаат тие квалитети. Тука се во право, бидејќи само таков квалитетен материјал, или таа сировина, да ја кажеме, може да биде кога влезе во визбата, може да биде појдовна, квалитетна основа за квалитетно вино, каде што кавадарци знае да го тоа направи, бидејќи има добри стручњаци енолози. И не случајно, нема, ке слушнеме во светски размери, на европскиот пазар, да кажеме, кавадарци добило прво место за тоа и тоа вино, со најдобри шекерни, најдобра компатибилност на творбите и така натаму. Тоа е нешто кое мене ме храбри, него и кавадарци нормално, како традиционален, голем производител на такво нешто, што од бивша Југославија, таа традиција да продолжи. Но ќе продолжи, кога ќе има еден суштински третман лозарот, а и тој да биде искрен према државата. Не да бара само субвенција од државата, тоа да му биде како споредна работа, од која многу добро добива и субвенционирано добива, а државата да ја стави на како добар подпомагач. Сега гледам, пак сака 3-4 денари државата да плати субвенција некој. Тука јас мислам дека мора да продифелира една вистина во Република Македонија, што од осамостојувањето ние се трудиме да ја наметнеме, а никако не ја прифаќаат тие луѓе кои влегуваат во политиката, бидејќи тие не влегуваат да дадат допринос на трајно решение за аграрот, производителот да каже да, јас смело ќе кажам дека сум производител, бидејќи сум задоволен, бидејќи некој мисли на мене. А таа реченица што секојаш јас употребувам, што Киро Глигоров ја збореше, дека аграрот е ресурсот кој единствено може Република Македонија да го крене со стандард подобар од Луксембург. И друго, што е уште поважно, дали тоа градинар, дали е тоа лозар, мора да се изгради ставот, дали ќе Министерство за економија, дали се тие 5-6 стопански комори кои нема потреба да постојат, треба производителот да произведува за познат купувач. Тоа е една крилатица која има своја длабочина. По однос на тоа, земјоделието е маргинализирано, токму ништо различно. Значи, оно е маргинализирано и сега производителот произведува грозје. И сега застанува, каде ќе одам со грозјето? Зошто е Стопанската комора? 5-6 стопански комори. Зошто е Министерството за економија? Па тоа се клетките каде што треба секој производител да биде обсервиран со која количина, дали е тоа домати, дали е тоа пипер, дали е тоа јапонско јаболко, дали е грозје, дали ќе биде вино утре. Тие стопански комори треба да профункционираат со европскиот пазар и нашата производство, кое не е толку големо. Јас пред недела дена гледам од Берово, Делчево, таму има многу клиенти мои, произведоа, имаше излезе една крилатица, субвенционирање дадоа за овошни насади од слива. За следните 20 години сливата, некоја германски компании ќе откупуваат Стенлејот, таа е една од квалитетните сорти, и чачанката. И сега, 2-3 години ќе почнаа сливите да плодоносат, и ако со судни маки се борат луѓето со ниски температури, со се, и сега се произведе една количина, никој не ги праша за тие сливи. И не гледате и на телевизија. Имаше на асфалтот фрлат слива, каде што негде вреди таа слива. И каде се сега? Ние прво викаме Заев. Ајде кај Заев, кај дворот да му ги однесеме во дворот. Чекайте, Заев е еден човек. Има тоа Министерство за економија. Има стопански комори. Има каде што Стопанската комора може подхитно да ги собере сите трговци, откупувачи, со одредени критериуми и мотивации, бенефити чак, не таки голи субвенции да дават и по политички основи, него да ги соберат трговците една
слива да не остане во оваа, бидејќи е потреба на некои пазари, каде што не се испита. Каде треба да најде некој каде е потребна за да се Таа пласира. е генералната стратегија што треба да ја има И тој човек што ќе биде одреден во Македонија е власта. многу поскапо. Иако пандемија со COVID-19 има и во Србија, и во Албанија, и во Косово, меѓутоа таму цената на грозјето е далеку поголема. Законот вели да се објави цената пред стартот на берба. Визбите не објавија ниту цена, ниту имаат договори со лозарите. И сега они ќе го кршат. Се крши законот. Меѓутоа државата не реагира кога некој го крши законот. Затоа лозарите се гневни и разочарани. И таквото нешто, додека не, јас верувам во ова нова номенклатура, која сега влегува во вистинските суштини на проблемите. И дека ќе се створи тим. Не фатајаши, и гледам пак вице-премиери колку ќе има советници, колку да не се размислува доле дека производителот сега треба, лозарите треба да кажат задоволни сме, да тргнеме напред за наредната година, да одеме со смислен пристап, да произведуваме за познат купувач. Дали ќе е тоа домата од Струмица, дали ќе е тоа јапонско јаболко од Валандово, дали ќе е од Гевгелија, овај од Кавадарци грозјето или од Ресен јаболкото. Па ние не сме Калифорнија. Ние имаме ограничено производство, кое заради таквите немање на стратегии, ние имаме намалување. И голем дел од тие експерти, стручњаци, кои имаат големо искуство од европските заедно, ќе дојде ден вика Република Македонија ќе увезува храна. Зошто? Затоа што земјоделскиот производител е демотивиран. Не ќе да произведува. За бадијала никој не сака да работи. Така. Значи со еден збор, ден порано, стварање на стратегија и обсервирање на земјоделската фамилија која ствара храна, треба да биде како стожер во нашето општество. Он ствара физички обем на производство и околу него се вртат другите министерства кои живеат од буџетот кој се ствара од новиот физички обем на производство. А не, поважно е Министерството за внатрешни работи или за надворешни од земјоделието каде што е на последната дупка од шупелката. Каде е логиката? Каде што секој од нас, жив човек, кој ќе седне и да екзистира, мора да се храни. И во светски разбери, нели ја читат она вистина, дека добри земји ќе бидат тие кои произведуваат храна и храната ќе биде најјакото оружје. А ние сега, имајќи ги условите кои Господ ни ги дал, и да направиме еден убав, брендиран список на производи кои ќе се барат на европскиот пазар. Поможат и органски, бидејќи се уште не сме токсифицирани толку. И наместо да се тоа створи, ние сега криза со сливата, криза со зелката пролетта, криза сега со грозјето. А кои се тие количини? Што би било да бидеме како Калифорнија со таков обем? Тука ќе стане војна одма. А ние имаме толку ограничени количини каде што трговската сфера, заедно со стопанската комора и со еден разумен пристап, ние може производителот да го така обсервираме, да он, добро рече ти пред малку, чим ја земе маказата за Свети Трифун, да сече првото кроење, кога одеме на Свети Трифун, тој да биде веќе информиран твоето грозје оваа година. Количински, ориентацијно ќе биде таа, цената ќе биде таа, ќе ти биде откупено. Но, ќе ја почитуваш струката и науката, нема ти да фрлаш колку пати сакаш да прскаш, него колку треба, за да нема резидуи во производ. И да има квалитетен производ. И да има квалитетен производ, кој визбата ќе го земе со шекерните единици и евене во еден склоп, каде што производителот и секој граѓанин ќе биде задоволен. Тие се основните нишки, не се толку тешки, но дали знаете во Македонија што е најтешкото? Едноставното. А ние од едноставното бегаме и сега ќе имаме штрајкови, ќе имаме тоа, ќе имаме оноа. Секој граѓанин веќе не е усмерен кон тоа како, кога некој избереме, да му дадеме шанса да видиме како и што ќе постигне. И сега таа реченица што ќе кажам, ќе завршувам, што ме боли
уште таа власт не е уште седнала еден состанок. Господинот Мисковски уместо да каже ние ќе го почитуваме тоа што го они зборат, имаме подобро решение од тоа, за догледно време ние ќе понудиме нашето решение кај што народот ќе каже да, тоа ќе го прифатиме. А ние слушаме сега, уште првиот ден, уште не формирана владата, го пикаме народот да излезе на улица. Тоа е абсурд. За лични Тоа е интереси. веќе за лични интереси. Тоа е веќе абсурд што го кошта многу и народот и државата. Државата. Се за виновата лоза, погоре во емисијата рековте, професоре, дека има проблеми од болести во виновата лоза. На што треба да внимаваат лозарите или кои се проблемите, штетите кои што веќе се причинети? Тоа најмалку може да го обвинеме лозарот. Спецификите кои оваа година ги носи со себе. Таа турбулентна година, би ја рекол, е полна со такви стресни состојби. Ние имавме пролетниот период. Уште кога тргна виновата лоза, имавме инфективни процеси од пепелница, која превзими. И ги превари голем дел од лозарите, со кои контактирам, а тоа се не мал број од цела Македонија. Вика, требеше порано да одам со еден јак, добар чин на заштита против пепелницата. Бидејќи таа се инкорпорира уште првите примарни зарази, уште ластрот кога беше пред изфрлање на ресите. И кога таа се инкорпорира во тоа, со фруктификацијата постигна максимално нешто. И јас кога, бидејќи она одлика на пепелницата е кога ја има во голем така чин на ширење, таа мирисе на расипана риба. Влези во насадот правите лозари, искусните лозари и стручњаци, тоа го одма чувствуваат, освен симптомите на самиот ластар. Еве сега на ластарите, сега што се случува, голем дел од лозарите кои гледат овај емисијата, нека видат сега на ластарите, оние кафенкасти на младите ластари. Тоа е полно, тоа се форми што ќе превзимат и што наредната година ќе има голем проблем. Плюс тоа што диференцијацијата сега на папките, бидејќи е одвратена лозата од врнежите од дош, нема да биде завршена со ова, бидејќи лисната маса е целосно подпалена, како подпржена, подгорена, тие асимилати и нормална плутинизација буквално нема да има. Кога сме кај се за виновата лоза, бидејќи Кавадарци е со таа одлика, голем дел, минатата недела, доаѓа човек, вика професоре, вика гроздот таков стана и ми застана со растење. Ниту зрење, ниту не, едноставно се блокира. И сега му дадов одредена комбинација, компатибилна за прскање, за само 5-6 дена целосно измената состојба со трансформацијата на киселини во шекери, добивање на боја и нормален пораст на гроздот. Тоа се калиум хуматот со фулвокиселините и зеолитната компонента, што дава една фантастична заштита и тргнување на виновата лоза кон финишот на прав гроздак, што има своја вредност. Кај голем дел производители има неуедначени зрна. Поситни зрна, зелени. Поголемо зрно, зрело. Тоа од фазата на оплодувањето, посебно кај картошијата, кај вранецот, кај неколку тие мутирани форми од вранецот, бидејќи оригиналниот вранец ние буквално ретко го имаме кај кој. Има едни мутанти каде што зрната кај вранецот треба да бидат така квалитетни и се работи за високо квалитетна црна сорта, која во своје време ние кога бев помлад агроном, па ние од таквите гроздови во гајби стававме, бидејќи шекерните единици таму доаѓа и до 27-28 кај вранецот во Струмичкиот регион. И кога на пазарот излегувавме, луѓето се ја купуваа како асталска сорта, викат
таа вика многу вкусна, многу блага и кога јадам грозија, знам од јадам грозија. Кај сега, кај голем дел лозари, имаме неуедначен грозд. Тука има повеќе причини за тоа. Една е дисхармонијата во исхраната на растењата. Ние во нашите едукативни се избориме. Кога има производител лозарот сознание во почвата кои хранливи материи ги има и што недостасува, и ако го дотира тоа што фали, тој ќе има уедначен грозд, бидејќи хранителниот режим ќе е хармоничен и гроздот ќе биде уедначен и квалитетен. Чин тука тој оди со некои негови ѓубрива, оди со некогаш уреа, шалитра стават и така натаму, и тука станува тај дисхармоничен однос. И како крајен резултат на тоа е неуедначен грозд и неуедначена трансформација на киселини во шекери. Друга карактеристика што има, кога пред затварање на гроздот, кога ние имавме во тие наши едукативни емисии, дека најчувствителното и квалитетно заштитување на гроздот и на виновата лоза е кога тоа прецвета и пред да се оформи гроздот. Тука треба внимателно да се оди да дел од тие патогени внатре не преживеат при затварање на гроздот и тука после тоа прскаш, но внатрешниот дел не е опфатен. И сега крајниот епилог при зрејањето на грозјето, при такви услови, дојде влага, услов број 1, температурата ја има и однатре почнуваат и велат професор гроздот ми беше добар, меѓутоа почне од дола да се суши. Тука има патоген тај кониотириумот, една чудна габа е таа, што кај грозјето може да предизвика големи оштетувања и гроздот за неколку дена да го направи лом. И внатре од тие стари зарази од пепелницата, негде и пламеницата и доаѓа до одредени производители ќе го тресне гроздот, зрната паѓат. Таа принудна плутинизација, покафенување на дршкичката и зрното нема, го има изгубено контактот со дотурна храна и паѓа. Тоа се многу причини, што ги имам уште многу, во интерес на времето тоа ќе ги елаборираме можеби во други емисии. Сето тоа е за нас еден патоказ. Стручноста да се почитува за да имаме квалитетно производство, а за тоа е потребна и квалитетна стручна заштита. Така. Во таа насока и едукацијата или понудата на оние новитети кои доаѓаат од фитофармацијата, тука имаме прилог, предлагам да го погледнеме. Еве токму во овие едукативни емисии со прилог кој навистина заслужува внимание. Ние често во овие наши едукативни емисии збориме дека фитофармацијата навистина бележи чекори, и тоа позитивни чекори напред, во осовременување на користење на средства и што е најважно, анулирање на оние токсични творби кои до сега беа во фитофармацијата како главно оружје. И таа најава ја даваме подолго време, веќе почнавме со одредени биолошки препарати и ова недела ќе имаме ите како добро ново решение за она што во земјоделието значи многу. Успешна заштита, а од друга страна минимум резидуи. Денес кога збориме за нешто ново, тоа е новото од фитофармацијата, а се работи за Ваксиплант. Органски препарат, каде што активната материја
е екстрахирана од Laminaria digitata. Тоа е морска трева која на вистина со нејзината племенитост од она што го има како активна материја делува итекако успешно врз растенијата и подобрување на нивниот имунолошки дел. Ние ќе се потрудиме таквото делување, со механизмот на делување, со ефикасност и со сите работи, да го уедноставиме во такви лабораториски услови, што е и цел да консуматорот, односно пременувачот на таквите средства, го препознае како негов сојузник во успешна заштита на растенијето. Генерално кажано, ваксиплантот и најуедноставено кажано, ваксиплантот всушност представува активна материја која нема токсични творби, а која го предупредува или го побудува имунолошкиот дел на растенијето да тоа имунитетот ојача и да нема можности на инфективен процес од болест. Тоа е навистина голема работа, која нешто е дело, како рековме, на фитофармацијата. Ваксиплантот го стекна епитетот биофунгицид, производ за заштита на растенијата и се одликува со еден специфичен механизм на дејство преку кој се добива една стимулација на одбранбениот механизам на растенијето домакин и делува како фунгицид, бактерицид и делувањето е врз основа на зголемена отпорност на растенијето при сузбивање на бактериска пламеница, ервинијата, примерно, како што знаеме каква е опасноста за воопшто за производството, пепелницата, сивото гниење, краставоста, пламениците, со што тие го намалуваат производството во земјоделието. А со редовното и континуирано и квалитетно, стручно аплицирање на овој препарат, имаме фантастични резултати, кој е нешто во годините кои се пред нас треба да биде и главно оружје за квалитетна борба и заштита на растенијата од болестите кои се секојдневие и кои причинуваат големи штети. Рековме дека ваксиплантот, пазите колку далеко отишла фитофармацијата, од морската трева, тоа е Laminaria digitata, е екстрахирана активната материја која се вика ламинарин. Сега, ламинаринот екстрахиран и формулиран во препарат ни дава за право да го опишеме како со својот механизам на делување, тој делува во растенијето и растителната клетка. Во ламинаринот, во неговата молекула, во неговиот состав, структурно, се сместени елицитатори. Елициторите кои се во самиот препарат со апликацијата на овај препаратот во самото растение, тој се прикачува буквално за самата клетка. Еве тоа може овде да го камерата види. Прикачувањето на елицитаторите за протеинскиот, за тие рецептори на самата клетка и тие рецептори кои го попримаат елицитаторот, тука настанува побудување на имунолошкиот дел на растенијето да било кој патоген не може да ја изврши инфекцијата и да
причини штета на растителните делови. Дали е тоа ервинијата, дали е тоа друга бактерија, дали е тоа некоја пламеница, дали е пепелница и така натаму. Значи, тука имаме еден со активната материја на ламинаринот и неговата апликација, тој буквално го ојачува или го предува имунолошкиот дел на растението дека тука има можности за инфекција. И тука, со таквото побудување, имаме ние резултат кој навистина заслужува внимание од примената на ваксиплантот во земјоделското производство. Ако кажеме дека ваксиплантот е универзален препарат, компатибилен, каде што тој може да се користи и во оранжериско производство, може да се користи во овощарството, лозарството, во сите и цвеќарството, што е многу симптоматично и постигнува фантастични резултати. И тука имаме навистина еден фантастичен чин на успешна заштита на сите растителни видови. Реков дека ваксиплантот со неговата одлика на широк спектар на делување има големи економски ефекти и значај за скоро сите патогени по одгледуваните култури. Ние ќе спомнеме сега, една круша, како вид во Република Македонија, секоја година имаме ние проблеми со Ервиния амилофлора. Тоа е бактериска пламеница. И мора да кажеме дека крушата, навистина, ред години, ние имавме преку 270 хектари копачење на насади од круша заразени од ервинијата. Со примената на ваксиплантот, бидејќи од тогаш имаме веќе констатација кај одредени крушкови насади враќање на ервинијата. Ваксиплантот може да биде фантастично решение за ервинијата да не ни се врати. Со таквите третмани ние имаме веќе еден квалитет плюс заштита од ервинијата, што е, како што рековме, една многу опасна по крушката и дуњата, посебно гергелискиот дел, каде што има услови. Тука одгледувањето на дуња може да биде ризично, бидејќи ервинијата може многу лесно да нападне. Бидејќи ние, мора да кажеме тоа, пред низа години, ние си ја увезовме од Грција ервинија амилофлора, каде што се одгледуваат одредени садници, саден материјал, овощарство и така натаму, околу верија и така натаму. И тука ние имаме веќе една опасност, а таа опасност треба да ја ние препознаеме и да се заштитиме со ваксиплантот од таквите чинители кои можат да причинат доста големи штети. Значи, препорачаната примена и тие превентивни третмани кои се даваат уште од стадиумот на глувчи уши, значи тој чин на имунолошки побудувања треба да биде, значи, систематски од кога растението почне со својот почетен развој, кога се ливчињата глуши уши, кога се почетокот на развојот пред цветењето, со апликативниот дел ние постигнуваме веќе еден јак имунолошки ударен одбранбен систем, каде што патогените кои во тој период поради промени на време, поради развој циклусот на болест и така натаму, може лесно да биде нападнат секој вид. Бидејќи кога е фаза на цветење или почеток на пораст, секојаш растението е отворено и можноста, поради временските прилики и неприлики кои се јавуваат, можноста за инфекција секогаш е поголема. И затоа ние мора будно да следиме и ваксиплантот да дојде во тие периоди да го покрие тој период со ојачување на имунолошкиот дел на растението. Кога збораме за употребата,
квалитетот на секое средство кое се аплицира зависи од тој прав, практично стручен пристап. И ние за секое средство збориме. Секое средство кое дошло на рафтот на продажба, хемиските индустрии вложиле многу пари. Дали се 5 милиона долари или повеќе, со повеќе годишни експериментални испитувања, се доаѓа до таков екстракт, да кажеме, од ламинарија дигитата. И тоа мора да се почитува, бидејќи со тие експериментални повеќе годишни испитувања утврдено е концентрацијата или дозата која треба да се употреби, времето кога треба да се употреби, микронизација на честиците при кои треба да се употреби за целосен опфат на растението и, како што рековме, да тој механизам на делување и активирање на елицитолите и прикачувањето на тие протеински рецептори да биде во периодот кога за тоа е правиот момент. Рековме микронизација на честичките и употребата. Значи, од 750 милилитри до 1 литар од препаратот е сосема доволно за хектар површина. Или од 1,5 до 2 литра, зависно од фенофазата на развој на растението и културата која се одгледува. И нормално можниот потенцијал на зараза која секогаш имаме ние можност да ја согледаме со една стручна, целосна обиколка на теренот, преглед и така да се констатира сето тоа што е потребно. Кога ние зборевме за крушата или за дуњата и за ервинијата, мора да кажеме тоа го збориме од причина што тој препарат тука ќе биде едно квалитетно решение за таквото нешто кое Хемомак го прави и прави со многу други такви биофунгициди и други препарати кои на вистина заслужуваат внимание. Ако збориме за крушката и за дуњето, не помалку и помали ефекти ќе имаме примерно при заштита на јаболкото. Знаеме ние дека јаболкото го прскаме преку 20-25 пати. Дали е тоа за вентуријата, дали е тоа за карпокапсата, дали е тоа за пепелницата и другите форми, тука со примената на ваксиплантот за сузбивање на бактериските племеници кај јаболкото, економските значајни болести, како што е чадливата краставост, дамкавоста на листовите, она што рековме вентури и неквалисот, и тука ние со тоа постигнуваме на квалитетна, трајна, успешна заштита на јаболкото од разни тие чинители, токму со примената на ваксиплантот. Значи, и тука има начин да се знае дека препорачаната таа примена како превентива прво во фаза на миши и уши, кога е јаболкото, да кажеме, и до започнување на бербата, тој може да се применува како препарат, каде што сосема доволно е 1 литар од средството на хектар површина. Сега, која е фенофазата на разбојот? Тука количината на раствор по хектар површина, ако е во првите фенофази, кај овощарството, примерно 400, 600, 800 литра, во покасните фенофази, кога е интензивен порастот на растенијата, со лисната маса, со плодоносењето, со можностите на појава на овие болести и така натаму, тука веќе може да се оди со поголема количина на раствор по хектар површина и тоа што го спомнавме за ефикасноста и за опфатноста на целата лисна маса, која покасно се абсорбира и доаѓа во клеточниот
дел на тие рецептори за кои зборуваме, протеински рецептори на клетката, тоа мора да се направи со максимална микронизација на честиците и јак млад со турбуленција, кој ќе го опфати целиот лисен потенцијал, кој ќе ги фати младите гранчиња, кој ќе ги фати плодчињата, да тие бидат на вистина со таа максимална микронизација на честиците, бидат на вистина во еден прав опфат на целото растение. И под таквите услови ние имаме фантастичен резултат. Дали треба едно, две, три прскања? Голем дел од оние комерцијалните заштитари, ќе ги кажеме, тоа го прават на секоја недела по едно прскање и демек заштита е сигурна. Ние со тој принцип веќе оддавна расчистивме. Струката и науката зборува следливоста во заштитата на растенијата е основниот чинител дали треба, кога треба и колку треба третмани да има одреден насад. А сето тоа е следливоста на температурата, следливоста на релативната влажност на воздухот, следливоста на потенцијалот од можниот потенцијал од патогенот кој е присутен и дали е присутен. Сите тие фактори струката ги констатира и врз основа на тоа дава налог за третман кој треба да биде квалитетно извршен. Тука рековме, оние дизни на бренерите, мора максималната микронизација да ја ите како овозможат, затоа што голем дел од инфективните процеси се на опачината на листот. Затоа што младото плодче, зафатено од листната маса овде, може и да не дојде во контакт и да не биде заштитена и тука може инфекцијата може болеста да прошверцува. Со микронизацијата на честиците, со таквото нешто кое се случува со квалитетните турботонизери кои ги има, па чак и оние грбните прскачки кои се сега на електричен погон, на батерии, да кажеме, тука се постигнува на вистина еден фантастичен резултат во успешноста на квалитетна заштита на било кој насад. Ваксиплантот, почнувајќи од почетокот на развојот на вегетацијата, рековме, дали е тоа градинарска култура, дали е тоа цвеќарство, дали е тоа култура од гледување на отворено, дали е тоа овоштарство, лозарство. Сето тоа е опфатот каде што ваксиплантот си го наоѓа своето место и може на вистина да даде фантастични резултати. Ние првичните наши истражувања кај доматата, дали е тоа за левелулата, дали е тоа за псевдомонасот, бактериските овие пламеници на домат и така натаму. Тука, дали е тоа за ботритисот, тука ваксиплантот постигнува фантастични резултати. И тука ние имаме навистина со еден квалитетен стручен пристап. Благодарноста ќе биде голема за таа новост која Хемомак ја пласира во интерес на граѓаните, во интерес на земјоделското производство на што го имаме во нашата држава, со цел да се добие квалитетно производство во кое мора тоа да го потенцираме, нема резидуи и имаме квалитетно нетоксифицирано производство кое ќе одговара за нашиот, а и за европскиот пазар. Стигнавме до крај на емисијата. Професоре, за крај порака до земјоделските производители. Порака тоа што го во тие 20 на минути видовме,
Јас морам да кажам, лично сум, како стручњак кој сум повеќе од 40 години во тоа земјоделско производство или по-конкретно во заштитата, таа новост, сигурно ја сакав во лабораториски услови да ја уедноставам, што го и направив тоа, да се употреби средство, екстракт од морска трева, која нема никаква токсична творба. И со неговата апликација да фактички го иницира имунолошкиот систем на растението, да не дозволи да дојде до инфективен процес, мислам дека тоа е чекор на фитофармацијата, коно на добро и квалитетно. Значи, имунолошкиот систем, чим е ојачан, тука нема инфективен процес. А тука ваксиплантот точно ја има таа функција. И со тоа, што прави? Тој фактички опонира на било кој патоген, а го ојачува онај имунолошки систем на растението и квалитативниот аспект на производот кој треба. Значи, со еден збор, тоа, мислам, тоа и слични такви средства, кои буквално немаат никаква токсичност, само треба пак струката да тука проигра, кога треба да се примени, некога добие болеста димензии, ајде сега ваксиплантот ќе не спаси. Оте ние, кога ќе видиме, на заболекар одиме кога забот е расипан и лекарот треба да го вади. А не, кога пред да почне кариесот, тогаш да го санкционираме. Со еден збор, тука тој начин на примена на средството, ние сме на располагање, без никакви надокнади. Да дадеме несебичен придонес, ако човек сака да го употреби, да му кажеме во кои фенофази, како што, и ако упорството си има, да го примени, да ги види благодетите од тоа и ќе каже дека е нешто кое фитофармацијата со тој чекор оди кон она суштинското. Како квалитетно производство да се добие без тие токсични творби и тие први групи отрови што ги употребувавме пред 5, 10 или 15 на години. Таквото нешто, мислам, ќе биде и за европскиот пазар, кој ќе го секако препознае квалитетот на таквите производи. Благодарам, професор. Благодарам и вам. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, за одвоеното време и вниманието со кое што не следевте. Секој добро.